Централен дневник на К1, добро вечер. Започнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. За само 24 часа нова сообраќајна несреќа на автопатот Велес-Неготино. Повредени тројца српски државјани. Започна проектот Македонија вработува 2. Ова лето Шпанија најбарана летна дестинација. За само 24 часа нова сообраќајна несреќа на автопатот Велес-Неготино. И во ова учесници се српски државјани. 3 лица се здобили со телесни повреди, пренесени се на лекување во општата болница во Велес. Колешката Елица Радевска беше на местото на несреќата. Тричлено семејство од Ниш од Србија е повредено во сообраќајна несреќа која се случи утринава на автопатската делница Велес-Неготино во близина на наплатната рампа во Оградско. До несреќата дошло откако возачот изгубил контрола над возилото, пошто истото излетело од десната коловозна лента. Во 2 часот по полноќ, според изјавата на возачот на автомобилот, тој со своето семејство тргнале кон Грција. Вели во дел од секундата изгубил контрола над воланот. Изгубил сам контролу над аутом. Возило е почело да скреće, у десно, закачio sam ивичњак, počelo je da se okreće nekoliko puta oko svoje ose, ali na svu sreću ja i moji članovi porodice smo dobro prošli, nema telesnih povreda. Hvala Bogu, sve u redu. Brzinu sam držao u skladu sa propisima na putu, ali došlo je do cimanja volana и до окретање возила. Возачот и останатите членови од семејството се здобиле со лесни телесни повреди при што се задржани во општата болница во Велес. За 24 часа ова е втора сообраќајна несреќа во која што учествуваат српски државјани. Вчерашната беше фатална за еден од патниците. Во оваа денешнава пак учествувале тројца патници, од кои што сите се повредени и пренесени во Велешката болница. Инаку медицински тими возило нитната медицинска помош од денеска постојано ќе биде присутно на автопатот кон Грција, со цел помошта да биде што поблиску при евентуални сообраќајни несреќи. Ова важи за месеците јули и август, кога на терен наизменично ќе дежураат екипи од службите на брзата помош при здравствените домови од Штип, Велес, Кавадарци, Неготино, Валандово, Гевгелија и Струмица. Годишен велешанец со иницијали МД утро во околу 6 часот е приведен од полицијата на локалниот пат од село Речица до село Ваксинце, соопштува МВР. При контрола на товарното моторно возило Волво со скопски регистерски таблички биле пронајдени 73 мигранти од Авганистан, Сирија, Пакистан и Бангладеш. МД ги превезувал за одреден паричен доместок. Известен е јавен обвинител за понатамошна постапка. Се работи на целосно расчистување на случајот, соопштува полицијата. Стартуваше втората фаза од проектот Македонија вработува 2, проект кој ќе овозможи дополнително отворање на работни места и намалување на невработеноста, изјави премиерот Емил Димитриев. Како резултат на успешноста на проектот Македонија вработува, стартуваше втората фаза од истиот. Македонија вработува 2 ќе овозможи дополнително отворање на работни места и намалување на невработеноста, порача премиерот Емил Димитриев и ги повика компаниите да ги искористат поволностите. На државно ниво оваа програма донесе на Република Македонија нови 19.000 вработувања, а мерката ја искористија повеќе од 10.000 компании. За само една година Македонија вработува е намали невработеноста во земјава за 2,8%, смета министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Падот на невработеноста за 2,8% за 12 месеци од првиот квартал 2015 до првиот квартал 2016 година, историски најголем пад на невработеноста во нашата држава за периодот 12 месеци, за да изнесува 24,5% заклучно со првиот квартал во 2016 година, што е историски најнизок процент на невработеност.
Компаниите кои до мај годинава не го намалиле бројот на вработени и ги платиле сите даноци и придонеси, ќе бидат опфатени со Македонија вработува 2. Во наредниот период ние ќе се обидеме до сите компании и до сите невработеници да доставиме информацијата дека е стартуван проектот, со тоа што ќе им дадеме можност да размислат дали имаат потреба или немаат потреба од нови вработувања. Поповски ги повика сите кои допрва ќе отворат сопствен бизнис да го искористат овој проект. Наскоро типски населби за млади во над 50 општини во земјава кои ќе бидат наменети за проектот Купи куќа за млади. По субвенциите кои ги обезбедува владата за оваа мерка, предвидено е и обезбедување на земјиште за изградба на куќите кое ќе може да се купи по поволни цени. Се изработуваат нови урбанистички планови во 53 општини во земјава, а кои ќе бидат наменети за проектот Купи куќа за млади. Министерството за транспорт, катастарот и Агенцијата за планирање на просторот се институциите кои интензивно работат на изработка на урбанистички планови за воспоставување на типски населби за младите. По субвенциите кои ги обезбедува владата за оваа мерка, предвидено е и обезбедување на земјишта за изградба на куќи кои ќе може да се купи по многу поволни услови и ефтини цени. Земјиштето би се продавало по почетна цена од 1 евро за метар квадратен на јавни електронски аукции. На тој начин ќе се обезбеди дополнителна заштита за потенцијалните корисници на овој проект. Работиме на изработка на урбанистички планови во над 50 општини во нашата земја и се очекува дека најголем дел од нив ќе бидат завршени до крајот на 2016 година, за веќе во 2017 година да се отпочне со конкретно воспоставување на тие населби, со електронските аукции за продажба на земјиштето и со создавање на конкретни услови за почеток на изградба на куќите за сите млади лица кои што ги исполнуваат условите од проектот. Ова ќе значи заштеда на огромни трошоци за граѓаните, имајќи во предвид дека во некои општини вообичаената цена на градежното земјиште надвор од овие предвидени локации изнесува и по 100 и 200 евра за метар квадратен. На општините кои се заинтересирани за воспоставување на ваков вид на нови типски населби со локации за изградба на најмалку 100 куќи, владата преку Министерството за транспорт ќе им изработи урбанистички планови за кои општините нема да имаат трошоци, бидејќи изработката на плановите ќе ја финансира државата. Владата субвенционира 80% од трошокот за месечната рата во период од 8 години и уште дополнителни 50% субвенции на месечната рата во период од 3 години по првите 8 години, вкупно 11 години. Владата го обезбедува и покривањето на 100% од трошокот за учество во кредитот за стекнување на куќа. За околу 2 недели ќе биде асфалтирана најдолгата улица во село Криволак. На улицата, која е во должина од 300 метри, ќе биде поставена нова асфалтна подлога. Градоначалникот Ванчо Апостолов најави дека по завршувањето на асфалтирањето на регионалниот пат Неготино-Криволак ќе започнат градежните активности за асфалтирање на оваа улица. Жителите од село Криволак наскоро ќе добијат асфалт на една од најдолгите улици во ова село. На улицата, која е во должина околу 300 метри, ќе биде поставена нова асфалтна подлога. Градоначалникот Апостолов најави дека по завршувањето на асфалтирањето на регионалниот пат Неготино-Криволак ќе започнат градежните активности за асфалтирање на оваа улица. Започнеме со асфалтирање и на оваа улица која се наоѓа во многу лоша состојба, бидејќи одма позади е полето, значи тука има многу лозови насади, каде што водите кои дотекуваат прават големи штети на оваа улица и луѓето се постојано во една состојба каде што некогаш не можете и пешки да поминат, а не па со возило, и затоа одлучиме оваа улица со должина некаде над 200 метри во текот на наредните десетина дена да ја припремиме за асфалтирање, а потоа нормално и да се асфалтира. Жителите велат дека кога ќе надојдат големи количини на вода, не се оди ниту пешки, а водата влегува во нивните куќи. Очекуваат со асфалтирањето на оваа улица тие проблеми да бидат надминати. Од озгоре, од што испаѓа водата од каналот, дури понекогаш и дома ни влева, у дворишта. Цела улица за зима и по дворишта ни влева, долу што седиме ниското и дома. Ќе биме ни среќни, пресреќни во ако се направи.
И ќе му благодариме уште унапред на Грдамчан тоа што го направи. Му благодариме, нема што тук. Во е наше најголемо задоволство. Никогаш не сме стапнале на суво. Се на мокро, зима од дожд, летно време од водите вака што тече од базенот од згора што влеч. Погледнете сами, знаете, сега вода дојде и одна протече водата надло и вокал газим. Стално сме вокал. Тие велат дека до пред неколку години со своји финансиски средства сами ја тампонирале оваа улица, но тоа не било решение. Преку една година ние, селаните, си собираме своји средства, пари и си взимаме джера, а се посипуваме стално. Ако не ја посипуваме, тука не може да биде улица во. И стално од своји лични пари си собираме и си ја тампонираме. Иначе сето беше дупки канал. Тоа не се може да се од. Во договор со комуналното предпријатие од Неготино, во меѓувреме работници од Комуналец ќе извршат санација на потегот кај каналската мрежа за потребите на блиските земјоделски површини. Тоа е вода која се излева и им прави проблеми на жителите од ова место. Институтот за јавно здравје информира дека бројот на заболени од меланом е во постојан пораст и е еден од туморите со најголема експанзија. Лекарите препорачуваат заштита на кожата пред се во летниот период, како и да се прават почести превентивни прегледи. Иако е на око видлив, ракот на кожа потсетува на нешто што го препознаваме како бенка или пигментација на кожата, која впрочем е бенигна. Карциномот на кожа во своите рани стадиуми заличува на бенките поради што може да помине незабележително. Свеста кај населението полека расте, но сепак не е доволно, сметаат дерматолозите. Секој потемнување, дури да не поминало низ фаза на црвенило, појава на пликови и така натака, секој потемнување на кожата е оштетување. Така да препораката е да што поригорозно се заштити кожата во летниот период, дури сега си да на тоа да и во текот на целата година кожата со минимален некој фактор. Институтот за јавно здравје информира дека бројот на заболени од меланом е во постојан пораст и е еден од туморите со најголема експанзија во последно време. Прекумерното изложување на сонце представува ризик фактор за карцином на кожа. Се препорачува ригорозна заштита на кожата, превентивни прегледи, а ризичните бенки да се оперираат. Туристичките агенции оваа година со разновидни понуди. Оттаму велат дека ова лето најбарана дестинација е Шпанија. Владимир Ристов ги има деталите. Летните одмори започнаа. Туристичките агенции со разновидни понуди привлекуваат клиенти. Најмногу понуди има за соседна Грција, но сепак за Велешани најбарана дестинација останува Шпанија. Од туристичката агенција Атлантис велат понуди има за сечи вкус. За летово највеќе ги нудиме аранжманите за Грција, што не се од сопствен закуп. Тоа вообичаено се хотели со 3 звезди, кои што се наоѓаат блиску до самите плажи. За нашите клиенти имаме многу поволни услови, затоа што тие аранжмани се обично или со ноќевање со појадок, или се на база на полупансион, а има и за оние кои што сакаат сами да се подготвуваат јадење, имаме и апартманско сместување, што е достапно за сите типови на луѓе, значи што може да си одберат кој тип на сместување би сакале да го одберат. За најмладите агенцијата нуди детски камп лоциран на песочна плажа на вториот крак на Халкидики. Во самиот камп има професионален и обучен кадар кој што е достапен и постојано со децата 24 часа. Мотото на вработените е на децата да им овозможат незаборавно лето, скапоцено забавно искуство и внимание и безбедност нормално сето тоа. На кампот може да се пријават деца од 6 до 16 години. Секој земјоделец кој го пријавил производството на пченица ќе добие дополнителна субвенција од по 6.000 денари за хектар или по 2 денари за килограм. Сообраќајот на сите државни патишта во Македонија се одвива без забрани, соопштуваат од Автомотосојузот. Ова се вестите од земјава. Секој земјоделец кој што го пријавил производството на пченица ќе добие дополнителна субвенција од по 6.000 денари за хектар или по 2 денари за килограм.
На барање на производителите, надлежните донесоа одлука да интервенираат на пазарот, пишува Лидер. Државата покажа одговорност и вети поддршка за производителите, ако се има предвид дека тие бараат цената да не биде пониска од 11 денари за килограм, додека мелничарите сметаат дека цената не може да биде повисока од 8 денари. Министерот за земјоделство Михаил Цветков вели дека ќе се обидат земјоделците да добијат 10 до 11 денари за пченицата, зависно од квалитетот. Ова не е некоја добивка, но е доволно за одржливо производство и за засејување на површините до година. Ќе се интервенира и со помош во делот на складирањето на пченицата. Електронскиот систем Мој термин функционира веќе 3 години. Според министерот за здравство Никола Тодоров, системот прерасна во свој виден бренд во областа на здравството, не само во Македонија, туку и во регионот и пошироко. Тодоров истакна дека тимот почнал како една мала проектна единица со неколку луѓе, а денеска е оформен солиден тим, сериозно искусен и посебна институција која во иднина кадровски ќе се доекипира. Овој систем е интегриран со над 70 софтверски компании преку кои секојдневно пристигнуваат над 1,5 милиони побарувања. Во однос на бројот на корисници постојано се зголемува и во овој момент има над 15.300 корисници. Министерот нагласи дека секојдневно во просек се најавуваат минимум 8.000 уникатни корисници, што овој систем го прави еден од најголемите, ако не и најголем во државата. Директорот на управата за електронско здравство Мој термин Милан Ризанковски рече дека Мој термин не е само систем за електронско закажување на прегледи и интервенции, туку и систем во кој се вклучени и огромни други модули кои ја градат таа здравствена база на податоци. Пет лица се убиени и 20 ранети во Кафуле, близу Зрењани, соопшти српското МВР. Бангладешките безбедносни сили утринава ја повратија контролата врз ресторанот во дипломатски кварт на престолнината Дака, што синоќа беше нападната од терористи. Ова е свето денеска. 5 лица се убиени, а 20 ранати ноќеска во местото Житиште крај Зрењанин, соопшти српското МВР, а пренесе Тањук. Тешкото убиство се случило околу 1 часот и 40 минути, кога лицето ЗС влегло во локално Кафуле и истрелало повеќе истрели од автоматско оружје и при тоа ја убил својата сопруга и уште едно женско лице, пошто продолжил да пука врз сите кои во тој момент се наоѓале во Кафулето, наведува МВР. 4 лица се здобиле со тешки повреди, а меѓу ранетите најмалку 3 се малолетници. Од 5 жртви 2 починале на лице место, а 3 на повредите им подлегнале во Зрењанинската болница. Припадници на Министерството за внатрешни работи го уапсиле ЗС, а нивни екипи работат на расветлување на случајот. Бангладешките безбедносни сили утринава ја повратија контролата врз ресторанот во дипломатски кварт на престолнината Дака, што синоќа беше нападнат од терористи, пренесуваат светските агенции. 10 напаѓачи цели 10 часа во заробеништво држеа десетина деца. Операцијата на ослободување на ресторанот почна утринава во 8 часот по локално време. Во неа беа ликвидирани 6 напаѓачи. Американските медиуми информираат за 35 заложници, од кои 20 странци. Останатите светски медиуми информираат за околу 20 заложници, меѓу кои имало и странци. Се претпоставува дека меѓу странците има државјани на Италија, Аргентина, Јапонија, Шри-Ланка и Индија. Ресторанот во Дака честопати бил посетуван од дипломати и странци, посочува руската агенција. Групата Исламска држава ја презеде одговорноста за нападот. Во соопштението на исламистите се наведува дека во нападот биле убиени 24 лица, а 40 биле ранети, а меѓу нив и странци, дополнуваат американските медиуми. Времето денеска облачно со врнежи од дожд. Кон крајот на денот не очекува повторна нестабилност, а можност за врнежи проследени со грмотевици.
Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер. Пријатно.